Граѓани повторно имаат проблем со сметки и камати доставени од страна на ЕВН. Последното сведочење е од вчера во емисијата «Што мисли народот». До сега немаше заостанат долг. За сметката за октомври пишува заостанат долг 19,5 денара. Одам да ја платам на шал. Ми гледа тамо на компјутерот заостанат долг од јануар 2005 година. Ајде сега, знаеш, да е цела сметка, да е колку е 1000 денари или колку, да е уред, цела сметка, али 19,5 денара. Вика, не знам господине, не знам што да ви кажам. Јас си реков да, ајде, викам да ја платам сметката. Вика, сега вика, ако ја сакате да ја платите, вика, тука има камата, може, вика, да има 500-600 денара, сигурно. Иако се работи за символична сума од само 19 денари, прашањето е дали ЕВН има право на побарување за долг од 2005 година. По закон за облигациони односи, секој месечно побарување застарува за 1 година. Секои други видови на побарување застарува за 3 години. Тоа значи дека долгот од 2005 година апсолутно е застарен. Погодби за прифаќање на стари долгови да не подпишуваат, бидејќи со тоа влегуваат во една замка каде што на назад се враќаат со каматите кои одат како затезни камати постаро кажано или казенни камати каде што не знаеме во тие одат камата врз камата и до недоглед не може да знаеме која е висината крајна на она што го подпишува. Сепак ваквите случаи, предупредува Нетков, само на изглед се наивни и лесно решливи. Во секој случај граѓаните треба да бидат внимателни, бидејќи најчесто добиваат платни налози преку нотар. Ги зафрлат во фиоки некаде по своите домови, сметајќи дека ова ми е платено, ако имат долг, нека тужат. Тоа е фактички тужбата. Корпорациите, компаниите одат со платни налози преку нотари, со фактури, така што во 90% од случаевите граѓаните ги занемаруваат ваквите платни налози, сметајќи дека тоа не е релевантен доказ за да може некој да им се наплати преку извршител и тие чекаат тужба. За жал тужба не следува, платниот налог ако не се оспори во рок од 8 дена, станува реално решението од нотарот, станува реално правосилно извршно. Поради ова, граѓаните не треба ништо да остават на случајност и веднаш да реагираат соодветно. Од друга страна, со претходно известување до телевизија Старо од ЕВН, се изјаснија дека вакви случаи во иднина нема да коментираат.